Добар ден. Гледате Аргумент. Добар ден и за мојата гостинка, Билјана Ивановска, поранешна председателка на Антикорупцијската комисија. Пред известно време беше поканета сегашната, актуелната председателка на Антикорупцијската комисија Татјана Димитровска, но не добив никаков одговор и се разбира. Секогаш поканата стои. Но би сакала да одиме веднаш за тендерот на паркингот на Клинички. ТВ и Телевизија 24 во вестите најави дека е можно, се најавува поништување практично на овој тендер. Што велите вие? Па мислам дека така би било најдобро, заради тоа што не слушнавме дека ова активност е обмислена буквално од секој аспект и не слушнавме дека професионалците, стручните лица од сите сфери дадоа оценка за проектот дали е добар или не. Пред се тука мислам на животната средина, на архитектите, на урбанистите, дали таква катна гаража е оправдана да постои на тој простор. Значи, за мене првино е тоа прашање. А не дали потоа Антикорупцијската комисија и останатите институции значи, дали треба да постои таму или не. А уште пред тоа, треба да слушнеме, да го слушнеме јасниот став на владата што планира. Дали планира нов клинички центар, или ќе остане во овој клинички центар, па ќе прави дисперзирани клиники, можеби и тоа е некое решение. Ете, во Љубљана имало такво решение, да детската клиника да биде дисперзирана. Значи, постојат повеќе можности, повеќе варијанти. Во секој случај, сметам дека ова решение што беше понудено, некако, што создаде незадоволство кај граѓаните, меѓутоа, мислам дека не беше до крај издржано. По мене најмногу заради тоа што кај болни да ставате вие еколошка бомба, за мене тоа е смрт. Сметам дека клиниката треба да се биде, да се има паркинг простор според стандардите, а тоа во правилникот за урбанистичко планирање пишува дека на 60 метри квадратни изграден простор треба едно паркинг место, или со други зборови, како што велат архитектите, на тројца вработени во смена едно паркинг место. Значи, и ова што го е таму... За сите вработени не би требало да има. Да, значи ова што е таму е многу. Меѓутоа, нашиот проблем е таков каков што е, заради тоа што постојат нерешени други проблеми од страна. Пред се, недовршените клиники во останатите градови повлекуваат голем број од пациентите да дојдат во Скопје. Од друга страна, клиниката е некако настрана од железнички сообраќај, автобуски сообраќај и така натаму. Гледате порано како било, тука била железничката станица, позади била клиниката и било многу полесно за пред 50 и повеќе години. Не може никаква споредба така, да се прави. Меѓутоа не можем, ама ете како се мислело, сакам да речам дека постоел. Од друга страна, прашањето е, ако имаме добар јавен превоз во градот, дали секој вработен секој доктор би имал потреба да оди. Па дури и сега дали би има потреба да оди со возило. На крајот на криштата постојат анкети, постојат прашалници, може да се искомуницираат докторите. Може на глобално ниво државата да размислува како да се растеретат улиците од многу возила. Значи ова навистина е проблем што тежи во градот. Особено во Скопје и во другите градови, не знам, предпоставувам дека е намален интензитетот, меѓутоа во Скопје тоа е прилично се чувствува. Добро, но не коментирате ништо повеќе. За оној 1% кој би го земала државата, нема никаква логика. Тоа зашто е така, предпоставувам дека тендерската документација, тендерската спецификација што била објавена, предпоставувам, значи ја не сум ја видела, меѓутоа сигурно имало нешто што има само еден пријавен. Значи, може би се барани услови кои што други кандидати не можеле да ги исполнат. Сега, кога има повеќе, има наддавање, тој процент ќе се зголеми. А вака минимум 1%. И толку е тоа. Во крајен случај, ако некој треба да стопанисува со таков ќар... И само еден пријавен, може да се поништи тендерот, да се инсистира да... Значи, апсолутно. Значи, ја пред се, сепак пак би се навратила на овие суштинскиве прашања, но веќе кога мора некој да стопанисува, како што веќе стопанисува градски паркинг, нека се стопанисува и понатаму.
тоа е јавно предпријатие. Зошто нас ни треба сега некој од надвор, приватен партнер, кога ние имаме јавни предпријатија кои што треба да се грижат за јавниот интерес на граѓаните? Еве, од владата, например, нема одговор, тоа беше и на вести објавено, нема одговор на прашањето дали тие спецификации ќе се сменат, условите за 1% профит за државата, дека нема никаков одговор. Важно е да кажете за транспарентност. Апсолутно, значи транспарентноста, секогаш кажувам за особено кога станува збор за јавни средства, без разлика дали се тоа финансии или други државни средства. Транспарентноста е најголем убиец на корупцијата. Па сега и ова да не беше транспарентно, немаше да се побунат граѓаните и немаше да можеби и на некој начин и да влијаат позитивно врз одлуката на владата за поништување на овој тендер. Да. Али во секој случај пак би се вратила на круцијалните прашања. Значи ние во суштина мораме од корен да ги решаваме. А ако веќе па толку мора нешто тамо да се прави, да се зголемат паркинг местата, тогаш подземни гаражи нека се прават. Нека не пречи дополнително, тамо е факултетот, тамо се студентите, Министерството е тамо. Значи се создава метеж на тој простор, се создава огромна гужва, па тоа здрав да одиш па ќе се разболеш тамо, а не па болен да се лекува. Мислам, навистина треба тој момент да се земе во предвид. Да. Што вели владата? Владата не може да го објави договорот од едноставна причина, вели што договор нема. Договор се уште нема, велат. Ичника нема. Да, и одлуките велат дека се строго почитување на правни прописи и транспарентност, но останува фактот дека е матнен целиот договор, кој се уште всушност не постои договор, но постојат информации за некаков договор. Кога се прави таква крупна работа, треба да се повикаат стручни лица од сите области да си го кажат својот збор. Нас ни недостасуваат стручни дебати за било кое прашање. Тоа е најважно. Не може онака зад врата да се решаваат вакви крупни проблеми. Добро, околу тендерот во Министерството за дигитализација, 2 тендери на сопругот на државната секретарка. И тамо еден пријавен. Да, еден пријавен, сопругот е пријавениот и не се гледа никаков проблем. Велите, конфликт на интереси гледате, предпоставувам. Видете сега, тука од надвор гледано се добива впечаток дека постои некаков потенцијален судир на интерес. Меѓутоа, колку што разбрав, министерот кажа дека државниот секретар не учествувал во изборот, односно во државната секретарка, не учествувала во изборот на кандидатите. Клинчарова, Гордана Клинчарова, не учествувала и не подпишала. И тоа е по ПС. Меѓутоа, има еден друг елемент. А тоа е етичкиот. Така. Значи, да се пријавите вие на тендер, каде што работи вашата сопруга на висока позиција, тоа не е во ред. Тоа не е во ред. И има мал милион други институции или, не знам, корисници на тие услуги или што и да е, стоки, без разлика што е, нели? Таму ќе се пријавите и таму ќе одите. Вака да е кристално чисто, ајде имало повеќе пријавени, нели? Па да видиме дали имало субјективизам во донесувањето на одлуката, па ќе речеме имало суптилно влијание, не знам што во. Тука не може да се каже бидејќи е само еден. Меѓутоа, значи не би можело да се каже од аспект на законот на судир на интереси дека таа учествувала, дека подпишала, не може да се каже. Меѓутоа има тука еден етички сериозен, да. Значи не иде тоа да се во владата е подпишан конечно кодексот на добро однесување, така на добро владење. Значи во владата постои кодекс за избрани именувани лица и членови на влада и за носители на јавни функции, каде што многу убаво се објаснети сите работи и принципи кои што треба да ги почитуваат овие лица и мислам дека тоа треба да им биде баш онака водилка на сите. Да. Добро, ајде околу набавката за на владата и сега знаете екзотични овошје ги видовте веќе насловите на сите медиуми дека екзотичните овошја како манго, папаја и ананас ќе бидат дел од масата на функционерите. Проблематично е што во време на лош животен стандард, ова е сиромашна држава, функционерите се однесуваат токму несоодветно. Видете се, јас пак би се вратила пак на насата. Значи се купува тоа што е испланирано. А испланирано е тоа за кое што се одобрени средства во буџетот. Значи сето ова
веќе ставено во буџетот која се гласал крајот на декември. Ме разбирате? Во почетокот на јануари веќе се објавува планот за јавни набавки. Прашањето е кој ќе ги користи овие услуги и по која цена. Значи, овие услуги, знаете дека службата за општи заеднички работи на владата е таква служба која што обезбедува разновидни услуги, меѓу другите и овие услуги за храна, да кажеме, и тоа има и своји ресторани, има во собрание, има во генерален секретаријат, има клуб на пратеници и така натаму. Прашањето е кој ќе ги користи овие прехрамбени услуги, да кажеме, оваа храна кој ќе ја користи. Еден дел од оваа храна ќе оди кај странските делегации кои што ќе ја посетат нашата земја. И покрај тоа што нашата земја треба да се представи во духот на стандардот што го има, ајде ги тргнеме овие на страна. Нели тие мораат. Кој понатаму? Понатаму имате во клуб на пратеници се организираат различни настани, обуки и така натаму, кои што се платени од организаторот. Значи тука Созара не е во загуба, туку напротив и ќе ги платат. Понатаму остануваат оние секојдневни услуги кои што ги користат избраните именуваните и тоа или ќе ги платат, или ќе ги платат, или ќе бидат на трошок на репрезентација. Трето нема. Сега, тие што ќе ги платат, ги плаќаат по многу повластена цена. Тука ја го гледам проблемот, заради тоа што сметам дека некој со високи лични примања не треба да користи вакви услуги по повластена цена. Повластени цени тамо кај студентарија, на студентите треба да им дадат повластени цени, а не на овие што имаат високи плати. Прво тоа. Огромни плати. Доволно е тоа што имаат веднаш во институцијата, имаат проверена, здрава, убава, топла, не знам каква храна од највисок квалитет, па се уште да била и по повластена цена, тоа навистина не е во ред. Останува овој другиот дел што е за репрезентација, за кој што исто така сметам дека е сива зона, дека не е доволно уреден, прво со правилници со се, и дека можеби треба владата да заземе еден генерален став, дека не треба да има репрезентација. Просто и едноставно не треба. Едноставно овие функционери не треба да бидат на терет на државата за храна. Зошто? Затоа што уште пред колку ќе дојдат таму 5-16 години, до 2009 сите, вклучително и функционерите, значи сите, зимаа одвоено покрај платата, зимаа храна и превоз. Од 2009 навака се направи бруто плата. И храната и превозот влегува во таа бруто плата. Што значи? Државата не должи никому да го храни секој ден за доручек или за ручек или за било што. Да се разбереме. Сега, останува уште прашањето, нели, покрај овие странскиве гости доаѓаат и домашни странки и така натаму, каков е буџетот за тие. Значи, тоа треба добро да се процени, пошто вие ако сте државен службеник и ако работата ви е таква да морате да комуницирате со други странки и не знам што, и тука да се знае до кое ниво. Вие нема таму скапо јадење да ги частите тие, напротив, се знае кафе и кисела вода. Друго нема, не треба што да се части. Што значи дека по мене, впрочем и институцијата во која што бевме претходно 5 години со сите членови, ние не потрошивме еден денар за репрезентација надвор од оние 3 ручка кои што ни дојдоа, нели, странски делегации, една од Косово, една од Хрватска и еден професор од Америка. Тоа беше во 5-те години. Значи, јас не сум за репрезентација. Секој си зима плата и не треба да биде на терет на државата и сега ви да јагме јај. И ај кој ќе ги собереме сите овие вака поволности, привилегии, не знам возилото, не знам нели патните трошоци, храната, па ако требало тука службен стан, па не знам што, па тоа се огромни пари. Ми мислам дека ова можеби ете сега вака да кажеме, можеби ова е добра идеја за ДЗР да направи една ревизија на успешност, колкав процент од буџетот оди на делот на репрезентација. Ние правевме за непродуктивните трошоци, алармиравме повеќе пати, меѓутоа убаво е со бројки да се излезе. Видете, од 400 милиарди буџет, 1% да е, а сигурно е поише. Тоа се 4 милиони. Само 1% да е. 1300 имаме институции во јавниот сектор. 400 милиарди е целиот буџет. Од тие 400 милиарди 1% па пак е многу. Што значи дека едноставно граѓаните ова не го заслужуваат. Да хранат некому кој што има висока плата. Значи треба точно да се знае. Ова се злоупотреби, класични злоупотреби. Значи да се знае точно кој
за какво право има, колкаво му е тоа право и во кои ситуации, во кои услови. Па ние сме правиле ревизија во Генерален секретаријат, па гледавме како наеднаш таму можеше нели со дозвола на претпоставено лице да се остане попладне на работа. Значи, кога ќе видите вие трошковникот за останување попладне на работа, на тие што јадат доле во бифето беа огромни. По 150 денари, по 150 денари секој ден си одат. И тоа беше во 2007-2008 по 150 денари, сега сигурно е 500. Да. Предпоставка. Добро, и владата инсистира дека е транспарентна, еве го прочитав делот кој се однесува на... Точно, меѓутоа, еве сега, например, вие не можете да видите кој колку троши за репрезентација. Па со тоа сакам да ви кажам, алатката за отчетност на владата на сајтот, ако влезете до 2020 година. Она за кое говори, за кое тврди владата дека е транспарентна во секое време, дека значи не е во ред. Не е во ред. Видете, кога ќе биде јасно и гласно кажано нема репрезентација, тогаш нема да се возбудуваат луѓето кога некого ќе видат, пример, функционер, некој седнал у кафана, сега прво што ќе им текне ќе рече еве го, нели троши државни пари. А така кога ќе знае нема да си го помисли тоа. Едноставно довербата на граѓаните во власта ќе биде поголема. Имаш идеја за посебни плочки на регистрација на автомобилите. Ние го кажавме тоа уште во стратегијата, да се знае точно кај се движат со службените возила. Ама тие воопшто не се мали пари. Еве овие непродуктивни. Ајде со тие пари да направиме јавна инфраструктура за сообраќај во градов. Нема да имаме гужва на клинички центар, еден пример. Не само на клинички, него било каде. Значи, треба правилна распределба на средствата. Да. Околу картите на чартер летот на Мицковски, да не заборавиме, во Унгарија и другите членови, тоа е прилично проблематично, огромни беа тие суми, беа прилично скапи и без објаснување зошто беа толку скапи тие карти. Па повторно таа набавка оди преку Созара. Прашањето е сега, видете сега, и Созара како ќе ги начека картите зависно од тоа колку време има до патувањето. Ако било ова нешто кажано во кратко време, нормално дека картите ќе бидат скапи. По мене некако делегацијата ми се види многу голема, 60 луѓе. 60 луѓе. Зашто требаат 60 луѓе? А знам и Влем, како коалициони партнери, не беа дел од не знам ја кој беа, само прочитав дека 60 луѓе по 700 евра карта. Многу е. Навистина е многу. А колку што видовме беше, не знам кој е ефектот од патувањето, си знае само владата, меѓутоа сепак едно од принципите е за економично и ефикасно работење и домакинско располагање со државните ресурси. Мислам, навистина добар документ имаат направено во владата, мислам на кодексот, и треба буквално како Библија да им биде пред очи и да го почитуваат секојдневно. Да, и да имаат контролни механизми. Така е. Да, еден од контролните механизми е антикорупцијската комисија, за која не сум видела дека има брифинзи или пресконференции. Судскиот совет, интерпелација имаме утре на членовите на Судскиот совет. Критиките се насочени кон власта и експертската јавност, значи не само опозицијата, говорам за СДСМ, дека е директно мешање во судската власт. Но како да се спроведат реформи е прашањето. Видете се, кај нас имаме поделена власт. Јасно е тоа. Имаме законодавна, извршна и судска власт. Во случајов, извршната власт на некој начин прави атак врз судската власт, односно баш врз телото кое што ги бира судиите. Дека телото е многу сјајно, не е толку сјајно. Меѓутоа, ви имате и анализи правено за точно Судскиот така, совет. правевме и анализи, голем број на предмети, испраќавме тамо за суди кои што нема имотна состојба, анкетни листови или пак не знам. Во обвинителство испраќавте? Не, во Судски совет, затоа што тоа, ако нема доставен анкетен лист, тоа е основ за разрешување на судиите. Од тој аспект и ги повратно праќавме. добивавте одговори? Па не секогаш, меѓутоа, колку што знам, во 23-та ли кога дојде оценската мисија. Оценската мисија направи длабоко снимање на Европската комисија, така, на работењето на Судски совет. И таа даде своји препораки. Според тие препораки треба да се направи нов закон за Судски совет некаде до средината на оваа година.
По мене треба да се почека. Треба да се јас така сметам дека треба да се почека и да се спроведе една препорака баш онака како што е кажана, како што е препорачена, да се спроведе и потоа да чекориме напред. Ваквото менување на непроменет систем значи дека само ликовите ќе се сменат. Така? Нема начинот на избор да се смени. И ниве, предпоставам, нивен избор би биле тие судии. Да, ќе се симнат едни, ќе се качат други. Меѓутоа, дали суштината ќе се смени? Дали истакнат правник ќе се смени? Ќе се објасни што значи истакнат правник? Нема да се објасни. Што значи истакнат во очите на власта. Виднаш да ви одговорам на тоа прашање. Да, ама не е тоа во ред. Тоа не е, мислам, како да кажам, едноставно се потценува интелигенцијата на граѓаните на тој начин. Видете, сега се случија брзи промени на неколку закони каде што стануваше збор за независни комисии, институции, каде што со промена на условите на членовите на тие комисии се направи фактички промена на комисиите, кадровска промена. И тоа не е во ред. Значи, тој што е избран, како што е избран, треба да си го без разлика. Друго е прашањето дали судски совет од етички аспект требаше да даде оставка. Значи не навлегуваме во тоа. И тоа е прашање, меѓутоа сега во овој момент не е. Мора да дадат оставка. Значи тоа е за тогаш. Да. Тој момент помина. Ако не чинеше така како што тие постапија, требаше тогаш системското решение да се понуди побрзо. Нели, да се донесе закон, да се измисли како ќе биде дефинирано, тоест кој ќе ги предлага, како ќе се врши тој избор и така натаму, и тогаш, нели, со чиста мисла да продолжиме понатаму. А вака сега се е исто, само njega нема, тоа не ми се допаѓа. Лично мислам тоа е само кадровска промена. И разрешувањето на Коцевски на главниот државен обвинител е сличен потек на власта. Без соодветно образложение не оди тоа така. Значи, сега, можеби тој не сработил колку што треба, можеби не знам. Не навлегувам се, да не бидам погрешно сватена. Меѓутоа, потребна е опсежна анализа да се знае што и како, која е причината за неговото разрешување. Не само начелно кажано. Значи, тоа се сериозни работи. Добро, добар потек на власта всушност би било испитување на тоа што велите вие дека сте го правили, испитување на имотот, на судиите, на обвинителите. Видете, тоа испитувањето на имотна состојба и воопшто, Устава пења ми фати за закон за потекло на имот, е потребно за сите, буквално за сите. Меѓутоа, гледате и сами, до каде сме ние со наша политичката волја во држава. Во нивни раце се и сите институции, не се само контролните механизми како ДКСК. Токму така, значи во финансиска полиција. Финансова полиција, јас сметам дека таму требаше да се воспостави тој систем за проверка на имотната состојба на сите граѓани. Значи закон за потекло на имот за секој граѓанин, бидејќи финансова полиција е исповрзана и со банки, може и со УЈП, со се, и тука едноставно да се има системски пристап и системот сам да ги изфрлува оние што се, нели, со црвени знаменца, критични. Добро, и работата, анализа на нивната работа и се разбира, Во однос на анализа на работата, ние кога сакавме да правиме испитување на имотна состојба на судиите, се обративме тогаш, нели, до судскиот совет и побаравме да ни дадат некаква статистика, пример, суди за кои што граѓани највеќе се жалеле или, не знам, кој највеќе доцнел со предмети. Направивме список на неколку прашања, тие немаа во тој момент, меѓутоа после тоа воспоставува некаква методологија. Како и да е, сметам дека самите суди, ние правевме една анализа, секогаш ја спомнувам, со опсе ја правевме, што самите суди мислат за овој цел судски систем. Самите суди сметат дека нема доволно доверба, односно во судскиот совет, во независноста на судскиот совет, во штитењето на судиите, како, нели, во нивната независност. Анонимен прашалник беше ова, претпоставувам. Тоа беше едно цело истражување, анкетирани беа некај 400 суди, повеќето од половината дадоа одговор, имавме солиден репрезентативен пример. Но никогаш не излегуваат во јавност, тоа ми беше поентата. Не, имавме презентација, ние на големо ги кажувавме со проценти со се. Судиите молчат кога станува нормално, тоа не. Меѓутоа, ги посочија кои се ризиците. Кажат дека за унапредување на
на судиите нема доволно мерливи критериуми, нели, за нивно, нели, кој да биде унапреден, кој да биде именуван како судија, и исто така изразуваа сомнеш во однос на изборот на членовите на судскиот совет. Меѓутоа ова беше во 22-ра. Сега, например, најпоследно, 23 суди што беа избрани, нели, последниве вклучително и председателот на судски совет, немаше негативни критики, барем ја нешто не слушнав некои страшни негативни критики во јавноста, напротив, како да се остави простор, време, да се даде кредит, да се види што ќе сработат. Така што мислам дека и тие самите више и тешко и која партија више би си го пријала образот, можеби да посочува кандидати кои што би биле брука за нив. Не знам. Доставиме простор да видиме што како ќе се изфилтрираат тие самите. Да. Добро, очекувате ли со новата администрација на Трамп укинување на црната листа? Која немаше никаков ефект во Македонија. Апсолутно никаков ефект. Видете се, таа црна листа пред се е воведена од аспект на безбедност на нивната држава. Да. Тоа што кај нас затеа и казнивоста и ред институции не си ја вршеа ревност на работата, остана црната листа да биде единствена утеха на граѓаните дека еве некој гледа и има некаква правда и тој што за кој што луѓето сметаат дека крадел го ставиле на црна листа. Тоа беше нашата психологија. Сметам дека од нивни безбедносен аспект, не дека ради нас, него заради себе, дека нема да ја укинат. Моje мислење. А во Македонија ќе продолжат да бегаат. Јас би била посрекна на Грубие тука е и Парпарим Бајрами, например, директорот на државна лотарија и кој знае кој се не. Сега кога ќе место да имате вие цврст систем, вие имате решето низ кој што се протнуваат ваквите ликови, што да кажам, мислам конкретно за Груби колку работи сме укажале на тогашната влада да преземе соодветни мерки, и го толерира сите негови глупости, на крај им избега. А мислите дека така избега? Колку што Груевски избега така. Да. Се е тоа договорено, мислам, тие се партиските интересот е вечен. Интересот е вечен. Тоа народот го кажал години. Да. Добро, гледате ли во проблем во борбата на против корупција со сосема намалување и елиминација конечна на американската помош? Факт е дека таа помош беше... Ќе има ли проблеми во оваа држава? Сега ќе видиме. Таа беше голема очигледно дека конкретно... Не само финансиски се разбира. Значи, граѓанскиот сектор беше поддржан од оваа американска помош. И медиумите, да не забораваме. И медиумите беа исто така, особено истражувачкото новинарство, беше поддржано, збор да нема, сигурно ќе се има, ќе се последици ќе има. Сигурно дека ќе има последици, меѓутоа сметам дека храброста која што е стекната низ овие години и духот кој што нели го носат со себе и истражувачките новинари и граѓански организации, дека тоа ќе ги држи некако, барем ја така мислам. Да се надевам. На крај сме на ова интервју. Ви благодарам што бевте гостинка. Ви благодарам за поканата. Благодарам. Благодарам што не гледавте. Пријатно.